Зборовите на заменик министерот дека овој буџет е екстензивен и е пред се наменет за да се справиме со последиците од ковид кризата, кои што се економски и здравствени. Во овој дел од мојот амандман, јас сметам дека тука треба ние да интервенираме и да се погрижиме за здравствениот аспект, заради тоа што, како што кажав, таа депонија која ќе се запали, ги загадува и општината Ѓорче Петров и Карпош, кои што трансмитираат преку PM10 частичките и се трансмитери на COVID-19. Таа ми беше вака лајт мотивот да го поднесам ова и само јас ви ги кажувам зборовите кои што ги кажа почитуваниот заменик министер. Господјо Марковска, ќе ви кажам една работа. Граѓаните на Ѓорче знаат добро кој лажи. Знаат добро кој направил, а кој не направил. И сум кажал многу пати. Секогаш сме отворени за да дискутираме за подоброто и на нашата општина и на оваа држава која што треба да оди напред, а може да оди напред само преку вакви конструктивни предлози, така да вие кажавте дека го поддржувате амандманот. Се надевам дека вие ќе ме поддржите со овој амандман, да го изгласаме, да влезе во процедура, да го поминеме, затоа што се согласувате со мене дека граѓаните на Ѓорче Петров имаат проблем и дека тој проблем треба да се реши. Тоа е основата на овој амандман и ништо повеќе од тоа.